Програмата Оспособување на жените погодени од конфликтот ги подобри можностите за вработување на повеќе од 300 жени од општините Теарце, Јегуновце, Желино, Липково, Чаир, Сарај и Маврово и Ростуша, како и од нивните соседни општини. Преку курсеви за занимања и обуки низ работа, практични вештини за работа стекнаа вкупно 169 жени, кои беа ангажирани во вкупно 41 предпријатие. Dauti Commerce и Hair Fashion се две од нив. Ние го прифативме и дојде добро дојде момент и модел кој што до сега не сме го имале, кој што ни доаѓа на припомош на компаниите и за нас не дојде на припомош. Едно што еден известен период имавме трошкови за тие работници. Друго е што имавме можност да процениме и да ги селектираме према нивните способности, квалитети и пристапот према работата. И мислам дека со еден ваков модел би требало да се продолжува и да видат и другите компании да го применуваат. Dauti Commerce овозможи обука низ работа за 15 учеснички од програмата. По завршувањето на обуката, вработени се 7 од нив. Hair Fashion Group организираше курсеви за фризери и шминкери за 20 жени, а на обука низ работа, фризерското студио 501 прими 2 од нив. Денеска тие имаат многу подобри шанси на пазарот на труд. Сум задоволна, девојките многу добро ја помина обуката, нели и секој според своите способности и можности. Меѓутоа, во главном пројде добро. Сум среќна што дел од нив би можели самостојно да се бават со фризерството, а дел од нив под надзор на мајстор или обука низ работа. Стварноста за работа беа кај сите што сме ги примали. Немаше ни една која што е дојдена да помине време и да зема плата. Стварноста беше кај сите. Ние ги селектиравме тие кои што за нашиот процес на работа најдобро и најадекватно одговара и во моментот каде што имаме визија дека таа работно место може да придонесе во развојот на нашата работа. Квалитетот бил пресуден во вработувањето на жените во Dauti Commerce. Тие се ангажирани во процесот на следење на тендерите, во сметководството, во секторот за електронско следење на возниот парк и во продажбата. Им препорачувам на сите компании, значи овој модел да го применуваат при избор и селектирање на кадар во својата компанија. Значи, ќе дојдат до квалитетен кадар. Секој со своите визии, јас моите визии ги научив и ги купив негдека надвор. Им препорачувам малце пошироко да гледаат. Пак најголем бенефит имаат луѓето кои имаат потреба од вработување на квалитетно обучена работна сила. Добивме една заедничка идеја на друг дел од градот под нашиот бренд, кој веќе нели докажан, да отвориме една фризерница која ќе биде и на една мултиетничка основа, да покажеме на сите останати дека ние можеме да живееме заедно и дека можеме и да работиме заедно и дека да не двои никој по етничка основа, затоа што јас мислам стварно, јас девојките си ги доживеав прекрасно и мислам дека и они мене ме доживеа, јас како што ги доживеав. Благодарни сме им на сите работодавачи кои се согласија да ги примат учесничките од програмата на обука низ работа. Веруваме дека тоа беше во интерес на двете страни, а најмногу во полза на ангажираните и сега веќе обучени жени. Реиха Најдари живее во село Кондово, општина Сарај. Завршила основно образование. Онтар проектен, да там камар веќе преди Саша очеве, еве кеми шкоп кеми конкуруваме комуна Сарај. Камар пиес на курси на англиштес, шкала на пар, пасај на курс пар фризер, пасај тренем джат по нас, еде курс пар шминке, пар гриме, пасај да там тетет кеми ченто тренем пар афаризам.
Да ме thonë kam qenë ambise dhe qëllimet e mia duhet mbi diçka më shumë në të ardhmen, me punu si frizere. Рејхан влезе во проектот без надеж и доверба. Со секој курс и обука, довербата и надежта растеа. Потоа храбро почна да размислува за сопствен бизнис. Рејхан ја доби првата понуда за започнување на заеднички бизнис со нејзината обучувачка. Po normal du me pas salonin tem, po tash për tash mendoj mu punsu te Vesna, e cila kemi kry kursin. Vesna na ka ofru kurse për punsim, don ajo me hap një salon tjetër, edhe mu punsu te ajo. Unë fillim kam konkuru edhe pse nuk kam shpresu se deri kaq, kam mujt më arrit, do me thonë arritjet janë më të mëdha se sa kam shpresu. Para projektit do me thonë nuk kam pasur si një uri, edhe tash mas projektit shoh vetëm pak grada më të larta dhe shpresoj të mri më shumë me ndihmën e këtij projekti. Kam një uri të reja, shpresoj se në të ardhmen të kem një biznes timin personal. Më herët nuk kam pas mundësi me marrë pjesë në kësi kurse nga asnjë organizat tjetër. Mesazhi im për në fund është që gjitha grave ju kisha sugjeru që të kasin për organizata, sidomos të mësimit sejra. Фемија Шакири живее во селото Шемше во општина Јегуновци. Завршила средно образование. Самира Шакири живее во селото Шемшево, општина Јегуновци. Завршила средно образование. Фемија и Самира се сестри. Кога се вклучија во проектот, нивното семејство се соочуваше со тешка економска состојба. Двете беа дел од обуката низ работа, која им го донесе првото вработување. Не верував дека ќе успеам да се вработам и дека секој може да биде успешен, ни кажа Фемија. За проектот дознале од неколку жени од селото. Тие им кажале дека една организација од Скопје, МЦМС, вработува жени кои се во потешка економска состојба. Нашиот мотив за учество во проектот беше нашата тешка економска состојба, вели таа. Нашата главна потпора татко ми имаше здравствени проблеми и ни се чинеше дека состојбата е сосема безизлезна. Од никаде помош, никакви примања, навистина беше тешко, вели таа. Фемија помина 3 месеци на обука низ работа во маркетите на Даути Комерц во Тетово. Таа е задоволна од тоа како биле примени. По 3 месеци компанијата ѝ понудила да се вработи. Имам работа. Ова е моето прво работно искуство. Ова е мојот почеток, раскажува одушевено Фемија. Благодарение на вработувањето, состојбата во семејството се сменила. Финансиите се подобриле и сите размислуваат попозитивно. Активностите на проектот се многу добри, вели Фемија, и додава дека има и други како неа што сакаат да се вработат, а преку МЦМС можат да ја постигнат целта и животот да им се смени. Самира е помладата од двете сестри. Потајно посакував да се вработам, ама не верував дека е можно, вели таа. Сега ете, со МЦМС се уверив дека и тоа е возможно. Самира немала претходно работно искуство. Околината не прифати, колегите беа добри со нас, беа толерантни и многу ни помогнаа. Сега си го фати вредот и навистина е добро. Всушност, одлично е. Ја прашавме Самира за придобивките од овој ангажман. Вели, пред да почнам со обуки и работа, почесто бев дома и не излегував. Бев многу повлечена. Сега се сменив, послободна сум, можам послободно да се изразам. Го постигнав тоа што го сакав, да бидам слободна, независна од другите, сега знам што сакам повеќе. Една од најголемите пречки за вработување на жените според Самира е недостатокот на информации. Со жените, особено тие од руралните средини, потребно е директно да се комуницира. Апелирам на сите жени кои сакаат да работат да бидат поактивни, да се вклучат во некоја организација затоа што никогаш не се знае од каде ќе дојде среќата и што ќе им помогне да ја постигнат целта, вели Самира во нејзината порака до жените. Џумадија Ибрахими живее во селото Слатина, општина Теарци. Завршила високо образование. Проектите целат дека се
organizuar MCMS-je, kam qenë e njoftuar nëpërmjet rrjeteve sociale, veçmas nëpërmjet Facebook-ut. Oferta ishte shumë tërheqëse dhe më ka bërë që të jem pjesë e këtij trajnimi dhe pastaj u regjistrova në këtë trajnim dhe gjithçka ishte shumë në rregull. Kam qenë pjesë e disa trajnimeve të cilat i ka organizuar MCMS-ja, duke nisur si nga kurset e gjuhëve të huaja, kam ndjekur kursin për gjuhë angleze, pastaj kam qenë edhe ndjekëse trajnimit për punë të cilin ka organizuar kjo qendër, e cila ka zgjatur një periudhë 3 mujore, e cila më ka motivuar shumë edhe të ndjek edhe disa kurse të tjera të cilat ka organizuar kjo qendër. Pastaj kam marrë pjesë edhe në për seminare të ndryshme të cilat kanë qenë të organizuar nga MCMS-ja dhe kështu me radhë. Џумадија немала можност да стекне работно искуство. Проектот ја овозможи да учествува на повеќе курсеви, обуки и обука низ работа. Запознала нови луѓе, благодарение на кои подоцна добила вработување. Edhe më përpara kam qenë inkuadruar edhe në për disa trajnime të ndryshme, mirë po ofertat të cilat ka qenë shumë impresionuese, shumë motivuese dhe më ka shtyrë që të ndjek të gjitha trajnimat, besoj se ka qenë një përvojë shumë e mirë dhe ka qenë një satisfakcion shumë i madh për mua dhe më ka shtyrë të ndjek edhe më shumë edhe trajnime të tjera, mirë po më ka ndihmuar si në jetën e përditshme, ashtu edhe në punë, pasi tash punoj edhe punë private dhe më ka ndihmuar shumë. Pra, si dhe trajnimi për punë ishte edhe ndjekja e ligjëratave, do thotë ka ekziston një farë dallimi, ekziston një lloj të themi një diskrepance madhe nga ajo para të cilat kam qenë dhe një uri të cilat i kam fituar tash. Të gjitha gratë të cilat rrinë për shtëpi, të cilat nuk janë të inkuadruara në për projekte të ndryshme, që t'i thejnë ato barriera të cilat i kanë deri tash, të cilat duhet të vazhdojnë të ndjekin kurse të ndryshme, siç organizon MCMS-ja, janë shumë shtytëse, janë shumë motivuese, besoj se nga kjo do t'i sjellë shumë beneficione për veten e tyre, do të përjetoj një përvojë shumë të këndshme, si për shembull flas nga përvoja ime dhe besoj se do jetë gjithçka në rregull dhe do të ketë një ndryshim shumë më shumë se sa kanë qenë deri më përpara. Арта Бајрами живее во селото Ваксинце, општина Липково. Завршила високо образование. Do më thënë rreth kësaj unë informova përmes një shoqes time nga Tetova, pasi që aqe do më thënë i kam kryer studimet dhe ajo më tregoi se ka disa kurse dhe trajnime rreth këtyre. Откако дипломирала, Арта постојано барала ангажмани. За проектот дознала од другарки од Тетово. Редовно учествувала на курсеви и обуки, како и на обука низ работа. Благодарение на тоа, Арта има јасна визија за нејзината иднина. Gjithçka ishte në interesimin, gjithçka ishte në favor për të fituar dituri më shumë, trajnime gjatë punës, ato ishte vetëm shka plus për mua. Gjithë kjo rrugë ka qenë një përvojë shumë e mirë, pasi që gjatë kësaj kam fituar edhe veti pune edhe njohuri të reja rreth çështjeve që domethënë më kanë interesuar dhe që kanë qenë të rëndësishme për mua. Ju kisha sugjeruar, domethënë që të merren më tepër me aktivitete, me trajnime, sidomos ato që nuk janë të punësuara, me ato trajnime të punës, ato do të jenë në gjitha anët do të jenë pozitive. Pse mos të merren me diçka që domethënë është e vlefshme për ato. Ова се само дел од успешните приказни кои се случија благодарение на активностите од проектот. Благодарни сме им на сите учеснички за довербата и за успешната соработка. Сигурни сме дека ова е само почеток за нивните успешни кариери за кои уште многу ќе слушаме.